Ке си дозволам од моја гледна точка да сугерирам на комисијата, ако е можно да се направи некакво напредување на мерките, еве во која смисла. Например, стои дека треба да се носат маски на отворено. Тоа е мощна воопштена формулација и јас се согласувам дека во закон не ни може поконкретно да стои. Меѓутоа, затоа постојат подзаконски акти, правилници, во кои што можат во детали да се посочат таксативно, да се набројат ситуации апсолутно најконкретно каде на отворено треба да се носи маска. Например, зарем ако седнам на клупа на водно, пример, или во парк, треба да носам маска, или на кеј, или на пикник во трева, на кебенце, вака да бидам малку колоквијален. Понатаму мислам дека кога станува збор за кафеаните, гледам во социјалните мрежи реакции дека како тоа на отворено ќе биде забрането, ќе биде задолжително носење маска, а во угостителските објекти може слободно маска да не се носи. Јас морам да кажам дека тоа е затворен простор, независно од предвидените дистанции и колку и да се почитуваат протоколите. И затоа сепак ризикот таму епидемиолошки е неспоредливо повисок отколку дури во гужва на отворено. Затоа мислам дека би било паметно да се бара сите газди, да речам, сите угостителски објекти да имаат инсталирано пречистувачи на воздух кои што ќе го вртат истиот воздух неколку кратно во еден саат. Понатаму има еден друг момент. Се редуцира бројот на патници во автобусите на 50%, ама јас не разбрав, простите ако сум пропуштил, дека компензаторно ќе се зголеми бројот на автобусите. Или евентуално да се воспостави скале со работно време. Понатаму, зошто такви пречистувачи на воздух да не се бара да се постават и во текстилните фабрики? Знаеме дека и тие во Источна Македонија беа извори, односно жаришта од кои што се формираа потоа бранови епидемиски, односно кластери. Например, имам информација дека некои приватни школи имаат такви пречистувачи во секоја училница. Потоа мислам дека е многу битно да се зголеми енормно бројот на тестирањата, ако е можно и дури до 10.000 дневно. И да не се прават викенд паузи, затоа што се добива нешто што јас во една прилика во некој медиум го нареков јо-јо ефект. Вие ќе дозволите да се шири вирусот за време на викенд и после тоа во тек на неделата ги гледате последиците. Така што сите напори во тек на работните денови се како сизифовски маки, тркате карпата до врв на брдо и потоа ви се тркала за време на викенд. Понатаму мислам дека треба да се ова е мощно важно, зашто ова е нешто што не според што не рангираат во светот. Дефинитивно мора да се коригира начинот на регистрирање на причината за смрт од COVID-19. Вака како сега што се прави. Кога сите позитивни најдени регистрирани позитивни умрени во државата, независно какви коморбидитети и независно од која причина умреле, се водат како ковид, тоа само непотребно ја зголемува бројката на умрени кај нас и споредени со другите земји излегуваме на брво. Значи, дефинитивно мора да се разграничат кои се починати од ковид како основна причина за смрт и кои со ковид. Тоа не значи дека евиденцијата за позитивните, за овие со ковид, ќе се изгуби. Таа ќе се регистрира и можат како посебен контингент да се соопштат. Ама кога смртноста се реферира, кога се соопштува меѓународно, дефинитивно би рекол така, неопходно да се разграничат овие две категории.